Tačno ke ja sakam, postaja svoja, skopi kaže mi. Вчера вечер се одржа првиот тематски настан на тема Газибаба за спортот, на кој беа презентирани постигнатите резултати во областа на спортот во мандатниот период 2021-2025 година, под раководство на градоначалникот Боган Стефковски, соопштија од општина Газибаба. Пред присутните во своето обраќање, Стефковски ги истакна реализираните проекти во оваа област, а воедно ја најави реализацијата на проектите кои ќе следуваат во следниот период. Изминатите повеќе од 3 години успеавме да го вратиме спортот на секаде низ општина Газибаба. Инвестиравме во спортската инфраструктура како никогаш претходно. Изградивме 27 спортски терени на најсовремена тартан подлога, а во деновите пред нас ќе изградиме уште 8 нови терени со тартан подлога. Изградивме 5 спортски терени на подлога од вештачка трева, а за скоро од денес ќе изградиме уште 3 нови терени, истакна првиот човек на Газибаба. На настанот беа доделени плакети на спортисти од општината кои во изминатиот период имаат постигнато врвни спортски успеси во Република Македонија, но и надвор од неа. Плакети во знак на признание добија Милијана Релиќ, Александар Илиевски, Марко Стојковиќ, Теодор Николовски, Андреј Митревски и Максим Митровски. За успешна соработка во изминатите години беа доделени плакети на председателите на Ракометната федерација, Таеквондо федерацијата и Атлетската федерација на Македонија, како и на селекторот на ракометната репрезентација на Македонија Кирил Лазаров. На настанот присуствуваа представници на сите спортски клубови, спортисти, пратеници во Собранието на Република Македонија, членови на Советот на општина Газибаба и други граѓани од општината. Општина Карпош соопшти дека и покрај изречените повеќе опомени и казни од општинската комунална инспекција, градежната компанија Спектар Термо, која работи на изградба на објект на улицата Драготин Аврамовски, Гуте број 25 во Влае, и натаму продолжува со своето несоодветно однесување. Градилиштето денеска го посети и градоначалникот на Карпош Стефчо Јакимовски. На лице место беше повикана и сообраќајна полиција по извршениот увид. Донесена е одлука да се затвори градилиштето заради попречување на сообраќајот, несоодветно однесување на градежната компанија, уништување на општински имоти и загрозување на безбедноста на граѓаните, соопштија од општината. Општина Центар започна со реконструкција на улицата Дебарца на потегот од улицата Ленинова до студентскиот дом Кузман Јосифовски Пито. Се реконструира делница во должина од 220 метри со целосна санација на коловозната површина од 1700 квадратни метри, како и обновување на тротоарот од едната страна со површина од 1000 метри квадратни, извести општина Центар. Продолжуваме со реконструкција и санирање на повеќе улици во општината согласно зацртаната програма. Приоритетни е модерна и квалитетно изведена патна инфраструктура за побезбеден и полесен сообраќај, изјави градоначалникот Горан Герасимовски. Средствата за реализација се дел од поддршката што општина Центар ја доби од претходната влада, во износ од 40 милиони динари, наменети за реконструкција на улиците Светозар Марковиќ и Дебарца. Според предвидената динамика се очекува работите да завршат за 2 месеци, соопштуваат од општина Центар. За прв пат во Македонија City and Me, паметна, еколошка и граѓански ориентирана платформа, најавува општината Киселавода од денеска. Преку неа граѓаните на оваа општина што ќе ја користат добиваат ваучери за билети за кино, попусти на кафе во одредени кафулиња и друго. Денес го одбележавме почетокот на еден навистина иновативен и значаен проект за нашата општина. Официјалното лансирање на апликацијата City and Me во Киселавода, првата општина во Македонија која ја имплементира оваа паметна, еколошка и граѓански ориентирана платформа, истакна градоначалникот на општина Киселавода Урце Ѓоргиевски. Ѓоргиевски сподели дека апликацијата веќе брои над 30.000 корисници низ Балканот. Од денес токму граѓаните на Киселавода стануваат дел од оваа заедница која секојдневно прави чекори кон подобро, поодржливо и покултурно живење. Преку City and Me, секој жител на Киселавода кој ќе избере да пешачи, да вози велосипед, да рециклира, да пријави проблем или да гласа за решение за локален проблем, ќе може да добие символична, но многу значајна награда токен.
Граѓаните преку апликацијата Citizen ќе може да учествуваат во локално одлучување, преку анкети и дигитални гласања, да пријавуваат проблеми и предлози, со што комуникацијата со институциите станува директна и ефикасна, да бидат дел од дигиталната платформа, каде мали добри дела се наградуваат и препознаваат. Апликацијата Citizen може да се преземе на Play Store и App Store. Во недела на 13 април ќе се одржи 13-тото издание на Вицена женска трка во организација на Сојуз на спортови на Скопје, а под покровителство на град Скопје. Стартот на кружната трка во должина од 3 километри ќе биде во 10 часот од булеварот Илинден во близина на фонтана Лотос. Пред самиот почеток во 9:40 предвидено е загревање со аеробик вежби. До сега се пријавени приближно 3000 учеснички во трката. Има вкупно 9 старосни категории. По истрчаните 3 километри ќе бидат прогласени најдобрите, пошто ќе следува доделување подароци на добитничките обезбедени од партнерите на трката. Најсрекните ќе бидат извлечени во лотаријата што ќе се одржи ден претходно во сабота на 12 април, во која ќе учествуваат сите стартни броеви на надпреварувачките. Во периодот од 9 до 11 часот ќе има посебен сообраќаен режим на булеварот Илинден. Со категории за сите возрасти и вредни награди, оваа трка е повеќе од спортски настан, таа представува символ на женска сила, мотивација и поддршка. Минатогодишниот успех на Вицена женска трка донесе рекордна бројка на женски учесници на Визер Скопскиот маратон. Дури 52% од сите учесници беа жени. Оваа трка веќе 13 години поред е символ за мотивација и успех за постигнати резултати и поставени нови цели, како и за здрав, правилен животен стил. Организаторите на настанот известуваат дека оваа година има голем број пријавени. На сите учеснички на трката им посакуваат среќа. Таму е Скопје, град мој убав лише, што ми расте сни. Вечно ќе ја